Добар ден, почитувани гледачи. Велат никогаш не треба да се заборави да се потцени моќта на природата. Таа секогаш не потсетува што е и како е. Тоа ни се случи и нам во саботата, кога градов го зафати една силна бура и кога крај брегот на езерото имавме бранови високи и до 2 метри, кои што предизвика за жал и доста големи штети. За среќа пак немавме човечки жртви. Денес малку на оваа тема и на се она што е проблем кој што се провлекува години, а сега повторно се актуализира со ова невреме кое што ни го зафати градов. Во Лупа и во ТВМ, на моје задоволство, господинот Ѓоко Зоровски, консултант за животна средина. Ке зборуваме за невремето, за езерото, но и за се она што е дел од животната средина, која што многу пати ние ја подценуваме. Добре дојдовте во ТВМ и во Лупа. Добар ден, добре ве најдов. И мило ми е што ќе сум гостин во денешнава емисија на ТВМ. Господин Зоровски, како што кажав, значи невремето повторно не иницира да зборуваме за екологијата и за сите оние проблеми кои што се јавуваат околу езерото и за она негрижа на луѓето кон него. За жал на тоа секогаш се потсеќаме во вакви моменти, како да подзабораваме колкаво е неговото значење и колку треба ние да направиме за да го зачуваме онакво какво што е. Ќе започнеме емисија со еден прилог. Многу од тој прилог ќе добиеме како информации за она што ни се случуваше, па потоа ние ќе коментираме во студиото, а и ќе прошириме темата секако во овој час кој што е пред нас. Започна проценката на штети од невремето во Охрид. Општинската комисија за проценка на штети од елементарни непогоди од утринава е на терен за да ги утврди последиците кои ги предизвика невремето кое Охрид го зафати во саботата. Комисијата излезе првично да види какво е оштетувањето на терен. Има големи оштетувања по крај брегот на Охридското езеро. Оштетени се угостителски објекти, платформи кои се внатре во изградени во езерото. Има оштетување на објекти, паднати оджаци, покриви, оштетување на моторни возила, отпаднати дрва и така натаму. До комисијата до овај момент пристигнати се 58 барања за проценување на штети. Комисијата од утрешниот ден излегува на терен и ќе врши проценка кај сите оштетени пријави. Од силната бура која предизвика бранови високи над 2 метри, најпогодени беа рестораните и кафулињата од првата брегова линија. Искршени им се платформите, инвентарот и металните конструкции се оштетени. Тие вчера го расчистуваа хаосот, а денес веќе ги пријавија штетите во локалната самоуправа. За осигурање имаме некој осигурање. Му се заблагодаруваме на општината што ни излезе во пресред. Уште вечерта ни кажа да од утрина ќе пуштат екипи за тоа да се исчисти, да се барем од големото ѓубрето, а после ние сега време овако дај услови барем за Великден да се спремиме пак. Ќе го направиме. Главно е на цела работа што нема да речеме с краја да е човечки жртви. Штети има на терасите од Канео до ПТТ. Некои повеќе, некои помалку се уништени, но на сите ќе бидат потребни интервенции за да се доведат во првобитна состојба. Полуништен е градскиот кеј, а целосно е урнат мостот на желбите кој го поврзува Охрид со Потпеш и Канео. Штетите официјално допрва ќе се утврдуваат, но Патчев кажува дека на неговиот угостителски објект таа изнесува околу 2000 евра. Ова е една врста божја работа. Се пикаме кај што не ни е место. Како викаме, свое не давај, туѓо не земај. За кога и да е езерото, ќе си го земи својот данока. И затоа немојме ние сега некого да окривиме, ко сме сами криви. Ова е за друг пат. Инаку денес пријавувале штети во домовите жителите на Пештани, а има уштетувања и кај земјоделските посеви. Надлежните велат дека временската состојба е стабилизирана и нема можност за нови големи поплавувања, иако и за наредниве денови се најавени обилни врнежи од дожд.
Господин Соровски, го видовме прилогот, а и гледачите кои што не го погледна во информативната програма Дневникот, кој што го имавме во понеделникот, имае можност сега да го видат овој прилог. Не случајно сакав уште еднаш да го повториме, бидејќи доста информации може да се добијат токму од него. Прво дека Општинската комисија веднаш излезе на терен за да утврди колкави се штетите предизвикани од невремето. Имаме доста пријави од граѓани кои што ги пријавува своите оштетени делови, платформи, објекти и така натаму. Околу 100 се на број и значи допрва ќе се утврдува колкава е штетата реално и колку ќе бидат обештетени. Но исто така многу интересен момент од овој прилог беше и изјавата од господинот Љупчо Патчев, долгогодишен угостителски работник, кој што има свој објектот Далга на самото крајбрежје на езерото и кој што исто така претрпе штета при ова невреме, но како што самиот вели, езерото си дојде по своето. Епа малку сакам од тука да го започнеме вечерашниот разговор, затоа што реков, природата си е природа, не можеме многу против нејзе, но дали можеме она се што го правиме претходно да размислуваме, да предвидуваме дека еден ден можеби да ни се сето тоа да ни се врати како бумеранг. Многу платформи се изградија на крајбрежието на езерото, многу се влезе внатре во езерото, кој дозволено, кој недозволено, и сега еве се случи тоа што се случи. Ајде малку од тука да започнеме. Колку беше оправдано, колку можеше да се спречи да ни се случи ваква деградација на брегот на езерото и дали сега собствениците имаат право да бараат оштета за она што е нелегално направено? Па како што најавивте, ова се случи дали за жал, но може би и за среќа, да не предупреди докаде може да одиме или да се играме со природата. Господинот Панче многу добро народски кажа, значи таму каде што се влегло во езерото си го повратило тоа назад. Тие платформи се одамна градени, сигурно имаат над 10 години. Некои се бетонски, некои се анкерирани. И според закон потребно да се добие водостопанска согласност, дозвола за нив. И според таа водостопанска согласност, сите оние што изградиле таков објект, ќе може да побараат некој оштета доколку се случи некоја виша сила, како што е ударната сила на врновите. Меѓутоа, сите оние што нелегално изградиле или пак доградиле некој објект, тогаш се разбира, како и за другите објекти, не би требало да имаат право да побараат оштетување, затоа што тие градби не се всушност легални, тие си ги поставиле по свое мислење. Вакви невремиња не се случуваат многу често. Ова невреме, односно брзина на ветрот со ваков интензитет и вакви бранови се појавуваат можеби еднаш на 30 до 40 години. И секој оној што живее во близина на езерото треба да е свесен дека ги превзема тие ризици, бидејќи истото се случува и оние кои што живеат во близина на реките. И таму постои хидролошки загрозено подрачје, таму е слично ситуацијата, се гледа колкава е зачестеноста на појава на поплавни бранови, докаде смее да се гради мало и големо корито, заштитно корито на реките. Истото и со езерото, значи постарите луѓе знаеле и граделе куќи можеби подалеку од езерото. Според законот за води пропишува дека она што е надвор од урбанизирано подрачје треба да се одржува тој појас од 50 метри, односно од линија на допирање на 50 годишна вода. Тоа е таа граница каде што може да се гради објекти и се разбира треба да се добие соодветна дозвола за тоа. Но тие 50 метри речиси никаде и да ги немаме на крајбрежието. Значи тоа растојание од брегот. Значи добро, овдека станува збор за веќе урбанизирано подрачје, каде што тие објекти се во таква состојба и тие само треба да се вклопат во тие урбанистички планови. Но проблемот е тоа што луѓето понекогаш градат разни доградби, надградби, било што, навлегуваат во езерото. Квалитетот на тие објекти и тоа е друго прашање. И затоа се случува вакви штети. Добро е што немаше никакви жртви
човечки, ниту пак повредени лица, штетата ќе се надокнади, меѓутоа ќе остане како една опомена дека вакви природни непогоди се возможни, се случуваат, разорното дејство на брановите не може никој да го сопре. Имаше некои изјави во врска со нивото на езерото, дали ако е помалку 2 или 3 сантими, то нема некое големо влијание, туку најголемо влијание има брзината на ветрот и површината што е опфатена на езерото каде што ветрот дува. Значи тоа влијание е природно, никој не може да го сопре, ние само можеме да се адаптираме кон она што природата може да го има нејзиното разорно дејство. Мислите ли дека ќе извлечеме поука од ова невреме? Затоа што гледано наназад некако ни се повторуваат работиве. Дали тука затајува значи ете и општината, дали државата, дали законите, дали инспекторите, дали еве вие екологистите, ние сите граѓаните, значи нешто тука не е како што треба, затоа што ни се повторуваат работите и то во оној правец во кој што не треба. Па сега секој има свој удел во ова. Природата го направи своето. Тука проблемот е можеби делумно институционален, бидејќи контролата на оние објекти што се градат во крајбрежниот појас треба да ја врши водостопански инспектор, а во моментот во нашето подрачје нема локален водостопански инспектор, значи потребно е итно да се назначи еден инспектор кој што ќе контролира сите оние надлежности што му се во доменот на водите. И за подрачјето на Охрид, на Струга, целото сливно подрачје што го опфаќа овој регион. И на тој начин би можел навремено да интервенира и да спречи било какви нелегални градби кои што подоцна ево би барале некаква оштета. Друга работа што итно бара внимание, тоа треба да се подигнува јавната свест на оние што живеат во близина на вакви крајбрежни зони. Проблемот сега со езерото, меѓутоа и проблемот е тука и со реките сличен. Често и таму доаѓа до поплавување, бидејќи се депонира градешен отпад, се депонира домашен отпад, нарасте нивото на реките, се поплавуваат домови, настануваат штети и повторно државата го плаќа, значи тој цех заради нечија неодговорност или ниска свест. Секогаш природата ни враќа, значи дали добро или лошо, никогаш не останало да не биде вратено. Ако ја деградираме, ако ја уништуваме, тогаш ако не за 1-2 години, ама за 1 десетина ќе ни биде вратено. Па таа природата значи секогаш наоѓа начин како да се исчисти од целиот тој отпад што е фрлан. Исто видовме и со езерото, кога има големи бранови. Видовме цела наша негрижа на површина. Значи се тоа што ние сме го фрлале во него, сме го депонирале на некој начин, го исфрли на површина и видовме колку ние се грижиме всушност за него. Значи тоа е само еден дел од отпадот, бидејќи тој отпад што може да се биолошки деградира, тој не го гледаме, тој веќе се распаднал. А ова е пластичниот отпад е голем проблем. Меѓутоа тој е прекограничен проблем, бидејќи не доаѓа само од нашите реки, од најмногу од Сателска и од Косилска, туку и од Черава и од Албанија. Па зависи каде ќе го исфрлат брановите, каде е депониран, после тој ни се враќа кај нас на брегот. И можеби брановите со таа гледна точка добри, бидејќи ни го чистат езерото и ни покажуваат на еден начин дека сето она што се фрлило во езерото ќе излезе надвор на површината. Го чистат езерото, но ни ја покажуваат и нашата совест. Сега со ова невреме, реков, најмногу настрадаја оние објекти кои што се наоѓаат на првата брегова линија, но имаше пријави од граѓани кои што живеат во Пештани, каде што и индивидуални куќи настрада во смисла приземните спратови беа поплавени и тие ќе бараат оштета од државата. Но настрада и така наречениот мост на желбите. Веќе го нема, а тој беше една врска со еден дел од нашето крајбрежје, значи тоа е населбата Канео и плажата Потпеш. Мислам дека барем засега локалната нема некоја намера да го возобнови тој мост, затоа што беше дивоградба и нема и основ врз кој да се возобнови, но потребата од него се покажа како голема. Што во овој случај? Како треба сега да се постапи, да се гледа што е она законски правилно или она што е потреба на еден град? И двете секако, бидејќи се покажа дека тој мост
е потребен, не само за локалните жители кои што стигнува побрзо до своите домови, туку и за бројните туристи кои што ги посетува и плажите и населбата Канео. Меѓутоа, како и на почетокот што спомнав, значи за тој мост потребно да се обезбеди таа водостопанска согласност, сите дозволи да се направи по пропис, по стандард, за да не би дошло до негово оштетување, бидејќи тој многу често е оштетуван не само од овакво невреме, сигурно, туку и дури од многу помали бранување на езерото и ветрови. И се разбира дека би бил добра атракција за градот. Тој мост, меѓутоа имаше некој најпаметам за продолжување на стариот дел на градот да се заокружи се до населбата Воска, односно Грашница. Уште градоначалникот Бакрачевски најавуваше еден проект и ние мислевме дека е во некоја понапредна фаза, сега од локалната не убедува дека воопшто и немало таков проект. Каде е вистината ќе се утврдува можеби допрва. Требаше да се направи една патека по самата крајбрежна линија која што ќе го поврзи значи целиот брег, па ќе оди дури до Лабино и Грашница. Тоа е можеби најдоброто решение, но еве гледаме дека не е нешто такво барем за брзо време известно. Да, добро е и од друга страна, бидејќи на тој начин луѓето наместо со автомобил би стигнале и пешки до тој дел на градот. Значи од еколошка гледна точка е оправдано. И затоа сметам дека тоа би било еден добар приоритет на општината и еколошки и туристички. И би представувала атракција, односно би го заживел тој дел од градот кој што некогаш може би е помалку угледен или запоставен. Во секој случај, јас лично сум за изградба на таков мост, но по сите стандарди со добивање на сите дозволи. Така. Вие и по вокација сте директно поврзани со екологијата и со животната средина. Член сте и на еколошкото друштво Грашница, значи се занимавате долги години со ова проблематика. Колку вие екологистите или стручњаците од оваа област сте консултирани при некои вакви одлуки, при изработка на некои вакви проекти кои што ја засегаат животната средина? Рековме дека инспектор немаме од оваа област, имаме само државен инспектор, но тој мислам дека е премалку за да се справува со сите проблеми кои што ги имаме во општината. Општински инспектор за животна средина нема. Има само еден локален. Само локален. Значи, каде тука да се бара оправданоста и што да се прави понатаму? Да, повторно, значи проблем е капацитетот на органите, бидејќи доколку има зголемена инспекција, тогаш ќе има изголемена свест на населението. Доколку има повеќе казни, доколку има повеќе контроли на терен од поголем број инспектори, тогаш сигурно ќе се зголеми и свеста на населението но ќе има и поуки за населението, односно ќе има поголем број на легални градби. Во оваа фаза, значи, еден само државен инспектор за животна средина, еден само локален инспектор е премалку. Минимум треба да имаше двајца локални инспектори и еден инспектор за природа исто така, и тој недостасува. На тој начин би се покрил горе-долу Охридско-Струшкиот регион со доволен број на инспектори кои што постојано ќе мониторираат и ќе инспектираат низ терен, ќе гледаат што се случува и ќе имаат време побрзо да реагираат. Дали е за изградба на објекти или во однос на депонирање на шут, контрола на сите издадени еколошки дозволи и така натака. Ќе имаат ли многу работа во нашиот регион? Па сигурно ќе има, затоа што нашиот регион е исклучително битен, е заштитен под УНЕСКО. Преку лето доаѓа до поголемо оптоварување со зголем број на туристи, дали е тоа преку отпад, преку бучава, оптоварување на езерскиот екосистем, испуштања од разни објекти и така натака. Значи работа има многу во овој регион, треба постојано да се контролира, се разбира со зголемување на кадровскиот потенцијал. Така. И сега цело време протежираме заштита на Охридското езеро. Во некој сегмент се прави тоа, но некако проектите како да се прават за краткорочна употреба, како да не се размислува долгорочно и за еден пообсежен бенефит. Тука ќе споменам проектот кој што се направил уште, тоест решението кое што се направило уште во 60-тите години на минатиот век за менување на текот и на коритото на реката Сатеска.
за некој оправдано, за некој не. Значи тогаш во тие услови кога тоа се направило можеби имало оправдано зошто тоа се прави. Но сега гледано од оваа дистанца можеби повеќе се нанесе зло отколку добро на езерото. Сега имаме иницијатива за да се врати во старото корито. Но колку е и тоа паметна идеја, затоа што Сатеска со себе носи големо количество на вода и тоа не е добро во вакви услови кога нивото на езерото е зголемено, но пак е добре дојдено кога имаме сушен период, кога сите зборуваме дека нивото на езерото е многу ниско. Како тоа да се изведе да биде најдобро за сите, најпозитивно, а од друга страна пак да не биде никој оштетен? Со изнаоѓање компромисно решение, значи за Сатеска. Проблемот е од одамна, значи кога пренасочена 1961 година баш заради намалување на внесување нанос во тогашните акумулации кои што се изградени на Црн Дрим. И сега тој нанос доаѓа во Охридското езеро. Значи годишно има околу 128.000 кубни метри нанос, дали е тој суспендиран, влечен или растворен во сите облици. И устието каде што е Сатеска, секојдневно оние што поминат гледаат дека тоа само се зголемува, се таложи тој нанос, се внесуваат нутриенти, најмногу фосфор. Од вкупниот внес на фосфор има податоци во Охридското езеро, од сите притоки Сатеска учествува некаде со околу 40%. Тоа е 5,7 тони фосфор годишно, што придонесува за еутрофикација на Охридското езеро. И проблемот треба да почне да се решава од намалување на внесот на нанос во самата река. Значи со преземени антиерозивни мерки. Во 1998 година од страна на тогашниот Институт за водостопанство е изработен еден проект за антиерозивни мерки и донесена е одлука на тогашната влада да се пренасочи Сатеска повторно во старото корито, односно да тече во Црн Дрим. А зошто тоа не се направило? Заради немање финансиски средства, како и за многу други работи. И од тогаш таа одлука не е спроведена. Сега потребно е повторно да се ревидира, значи тој проект, да се види каква е сега ситуацијата и Сатеска, значи најдобро решение според тоа би било после преземање на тие антиерозивни мерки, значи максимално да се намали наносот со пошумување во сливното подрачје, претежно во долните текови на Сатеска, бидејќи оттаму се зема најмногу нанос, и со јакнење на свеста на локалните жители за одржливи земјоделски практики, бидејќи не само нанос, туку и хемикалите што влегуваат во летниот период преку земјоделските активности се процедуваат и на тој начин ги оптоваруваат водите на Сатеска со нутриенти. На тој начин би се обезбедил еден проток и во Црн Дрим, меѓутоа би се оставило и сегашното корито, еден канал кој што би се одржувал, токму за да може да се интервенира во вакви периоди кога имаме, например, високи води, тогаш протокот би се намалил или сопрел, и кога има пониски води, тогаш би можела Сатеска да се пренасочува делумно во Охридското езеро. Бидејќи според истражувањата, водите на Сатеска се доста богати со кислород. Незиното извориште е од Горна Дебарца започнува, тоа се бистри, чисти води со прва и втора категорија квалитет. Понатака кога ќе дојдат, стигнува до четврта, петта категорија. Па некаде да, значи отприлика во низинските делови од Дебарца и веќе Охридско-Струшкиот регион квалитетот на водата опаѓа. Таму водата испира големи количества на нанос, бидејќи тоа е рамнинско подрачје, тука има голем број на земјоделски површини. Друга работа е тоа што се до 18 век Охридскиот регион, односно Дебарца, бил многу пошумен. Меѓутоа во тоа време шумите се исекле заради војувања, потреби на местното население и така натака, и од тој период и количеството на нанос е доста зголемено. Значи се потребно е повторно да се преземат тие биотехнички мерки, со пошумување во критични места, со преземање на технички работи како што се изградба на брани, на прегради, се со цел да се спречи внесот на нанос, ретензиони банзени кои што би го складирале тој нанос, и коритото на Сатеска би можело да се
манипулира, да се пренасочува и во Црндрим и во Охридското езеро, бидејќи и сега само доколку се насочи во Црндрим, во оваа ситуација без преземање антиерозивни мерки, тогаш за брзо време би ги заполнило и би ги намалило корисните волумени на хидроцентралите. И на тој начин повторно би се релоцирал проблемот на другата страна. Значи повторно ќе се вратиме во 60-тите години кога била пренасочена во ова корито сегашното и пак ќе се соочиме и со тој проблем. Да, повторно значи, проблемот ќе биде... решаваме, ама друг создаваме проблем. Точно така, да. Сега, знам дека и локалната е живо заинтересирана за решавање на овој проблем. Впрочем, и во програмата на сегашниот актуелниот градоначалник Јован Стојановски стоеше дека ќе се заложи за решавање на проблемот и за враќање на Сатеска во незиното старо корито. И некој проект веќе е изготвен во локалната и со него сакаат да аплицираат за да добијат средства преку UNDP. Дали сте запознаен за што станува збор и колку е возможно да добиеме средства и дали ќе ги добиеме потребните, бидејќи мислам дека не е така ефтин зафат сето ова, за да можеме со некои помали средства да го решиме овој проблем. Ако можело, тоа ќе се направило и во минатото. Не сум многу детално запознаен. Идејата е доста ентузијастичка и секако за овој зафат да се направи потребни се доста дозволи и изработка на секако на студија за оправданост на овој проект и се разбира оценка за влијание врз животната средина. Значи најпрво треба да се изработат сите овие документации за кои што е потребно големо време, потребна е процедура за нивно одобрување, па јавни расправи и така натака. И дури јавна дебата, значи повторно да се вклучат секако научната фила и дури потоа да се преземат конкретни активности на терен. На тој начин би се добило едно оптимално решение, бидејќи ова е меѓу најгорливите проблеми на Охридското езеро, заедно со колекторскиот систем. И сметам дека добро од некаде барем да се започне да се решава со овој проблем. Пак ќе речам во соработка и со локалното население кое што живее во близина на реката. Бидејќи доколку нема иницијатива од нивна страна, доколку има дива сеча, доколку има земјоделски активности кои што не одат во прилог на реката Сатеска, тогаш какви проекти да се направат ќе биде залудно. Го споменавте колекторскиот систем, уште една рак рана што се фели болна точка за заштита на Охридското езеро. Најави нешто владата дека ќе одржувањето на колекторскиот систем ќе го преземе под нејзина капа, што би било навистина добро затоа што сега е во незавидна состојба и како што велат работи можеби со едно 30% од капацитетот. Значи фактички ние веќе долго време го загадуваме езерото, а свесни сме за тоа, а ништо не преземаме. Преземено е во однос на апелирање до надлежните институции баш од еколошкото друштво Грашница во изминатите 15 години дека нешто не е во ред со колекторскиот систем. Кој повеќе, кој помалку имал слух за овој проблем, меѓутоа сега проблемот се уште веќе ескалира, посебно со последниве случувања кога доаѓа и до голема инфилтрација на вода во колекторскиот систем. Потребно е се мерки, најприоритетни работи за Охридското езеро се колекторскиот систем и реката Сатеска. Посебно колекторскиот систем бидејќи таа вода е отпадна, загадена вода, фекална вода и постојано доаѓа до излевање во близина на препумпните станици, кои што немаат капацитет доволен да го транспортираат тој проток на вода до пумпната станица во Враништа и за жал се испушта вода непречистена во езерото. Друг проблем е тоа што има и голема инфилтрација на вода во колекторскиот систем преку цевките кои што се вкопани, така е воден колекторскиот систем во голем дел во самото езеро и шахтите, ревизионите шахти се на површината речиси на водата, на тој начин и чиста вода се влева во колекторскиот систем и само го зголемува тој проток кој што оди во пречистителната станица, која и онака е веќе амортизирана. Проектниот период сигурно е поминат. Таа е градена некаде 85-та или 6-та година, тие години. И проблемот е голем. Колку што имам некои неофицијални сознанија, ќе има некоја донаторска конференција за нашиот регион, па се надевам дека ова што е најавено, колекторскиот систем ќе биде
првенствено во фокусот на тие донации, дека мора да се изнајде итно начин за решавање. Имаше некои feasibility студии изработени за колекторскиот систем, се предлагаше обложување на ѕидовите, внатрешните ѕидови од цевките со пластични материи, или другата алтернатива беше да се изгради сосема нова траса на колекторскиот систем, меѓутоа тие решенија многу поскапо и што е многу поскапо и затоа апелирам, значи најжешките проблеми што поскоро да се решат. Имате ли впечаток дека се дава поголемо значење на екологијата во последно време? Некако порано беше маргинализирана, не се зборуваше, или тие кои што се занимава со екологија не беа многу сериозно сваќани. За еве, можеби не многу години, ете десетина да кажам, од кога вие зборувавте за нешто, еве на вистина сега ни се случува. Дали мислите дека веќе се сваќа колку е сериозно и колку треба да се поводи сметка за животната средина каде што живееме, затоа што тоа е она место кое што го имаме, немаме ние друга резервна планета. Тоа е така затоа што веќе проблемите станале посериозни и мора конечно да се решат. Од друга страна, Европската унија не притиска со сите нејзини барања кои што треба да ги исполниме во однос на хармонизација на нашето законодавство со европското. И ќе мора да ги пременуваме сите тие критериуми и стандарди што ги налага Европската унија. Значи, ние не смееме да испуштаме загадена вода во Охридското езеро, колекторскиот систем мора да се среди. Тоа го налага и УНЕСКО. Значи, мора да го чуваме Охридското езеро и од причина што е светско заштитено подрачје. Тоа му припаѓа не само на Македонија, туку и на светот. Сметам дека во сите овие политички дебати што се зад нас или што се моментално, дали е тоа со воздухот кој што е загаден или со последните случувања кај нас со Охридското езеро, животната средина ја ставаат сепак во врвот на приоритетите, бидејќи од тоа зависи здравјето на луѓето. Затоа сметам дека и допрва ќе јакне тој фокус кој што се однесува на сите овие еколошки прашања кои што не тангираат се најмногу за водите во Охридскиот регион, меѓутоа актуелни се прашањата и во однос на третманот на отпадот, односно и депониите кои што се предвидени, кои што исто така ги засегаат и водите, меѓутоа и сите нас. Ако важевме за една од почистите земји животни средини, веќе тоа не е така, затоа што гледаме депонии никнуваат на секој чекор. Но малку ќе ве одморам, тука завршува првиот дел од емисијата, па потоа уште за некои еколошки теми. Викенд акција во Миса Маркети. Суташ јогурт 3,2% млечни масти, 1 литар 40 денари. Чипс Веј 150 грама за само 45 денари. Милка чоколада 80 грама 29 денари. Нескафе Класик 18 грама 6 денари. Јана леден чај 1,5 литри 42 денари. Рексона дезодоранс 150 мл 85 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Во Мисија Бриколаж ќе најдете се за вашиот дом и градина по неверојатни 20% попуст на сите производи од 22 до 25 март. Дружбата продолжува. Мисија Бриколаж, се за вашиот дом и градина. Викенд забава во Fish and Lounge бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо со Стојне Николова во петок и група Маестро во сабота. Резервирајте на време во Fish and Lounge бар Лихнидос. Флет Айрон Бајадора. Новиот урбан символ на Скопје. Врвен квалитет на домување по македонски цени.
Znate li da sardine sadrže duplo više proteina nego svježi sir? Imaju i 2 puta više vitamina D nego jaja, te 3 puta više kalcija nego mlijeko. Samo riba, sol i ulje. Ma, bit ćeš, jače. Eva sardina. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет до 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Ајде, Шарко, оди! Оди! Ајде бе, Шарко! Глупаво куче! Red Bull ти дава крилја. Кам, постојано ниски цени. Чаден домашен колбас со прас 1 кг 159 денари. Мини чоколадни десерти микс 450 грама 129 денари. Омекнувач концентрат 2 литри 125 денари. Пластична маска 39 денари. Кам, купувај мудро. Пролетен хуманитарен концерт. Петок, 23 март. Во организација на Lions Клуб Охрид, со почеток во 20 часов, бидете со нас. Настапуваат хорот и оркестарот од Охридската гимназија заедно со солисти. Влезот е само 100 денари, а средствата ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Ветуваме незаборавна вечер која ќе се памти долго прикажува. Господин Зоровски, ние продолжуваме со нашиот разговор. Тука ни се гледачите како мотив за реализација на овие наши интервјуа. Зборуваме значи за актуелната состојба со езерото, предизвикана од невремето кое што пред една недела речиси не зафати, но и за се она што е поврзано со езерото, со екологијата, со животната средина во која што живееме и успешно ја деградираме. За жал. Сега сакам малку да продискутираме за уште еден сегмент кој што директно или индиректно е поврзан со езерото, кој што малку го подзаборавивме. Некои сакаат да го актуализираат и со право, затоа што навистина има големо значење за функционирањето на овој наш екосистем, а тоа е студенчишкото блато. Студенчишкото блато години наназад беше запоставувано, деградирано, затрупано со големи количини на шут, но сега еве сакаме повторно да ја актуализираме оваа тема и што мислите вие, ќе успееме ли во тоа, затоа што имаше пред неколку години некои неуспешни обиди, но не се откажуваме? Сигурно, че секое блато си има своја вредност, иако во минатото не биле третирани блатата, биле сметани како подрачје кое што мора да се урбанизира, дека мора да се запечати со земја, дека е извор на заразни болести. Се сушеле баш од тие, се мелиорација се вршела. Меѓутоа, науката денеска вика и природата го тврди дека баш блатата се многу вредни екосистеми, од кои што има голем број екосистемски услуги. Најблиското блато, кажавте, студенчишкото блато, за кое што доста се водеше борба за да се
зачува, доста полемики се водеше околу што да се прави со тој простор. Сепак блатото е во голем дел од блатото е во зачувана изворна форма. Сметам дека таму треба да се развиваат активности кои што се во насока на развој на екотуризам и да се изгради одредена инфраструктура која што ќе поддржи доаѓање на туристи и секако во научно-истражувачки цели. Просторот околу блатото денеска, кој што се состои од приватни парцели, приватни имоти и езерската служба од Арама, кои што го обкружуваат, се водат дебати околу дислокација на таа служба од Арама и тој простор да се стави во функција на блатото, односно да се зголеми пристапот до самото блато. Меѓутоа, според мене потребно и да се воспостави повторна комуникација на блатото со езерото. Затоа што таму се мрестува природна врска што била прекината, да се возобнови. Така, повторно да се возобнови, би се зголемил дотокот на вода во блатото и би се повратил рибниот свет во блатото, односно би се мрестеле риби во тој екосистем. Што мислите, дали погрешивме кога се правеше патеката од студентчишта према парк, што не се отворија тие канали? Можеше тоа да се направи, тоаш бидејќи можеби беше и вистински момент. Се интервенираше на тој потек, па да се отворија каналите, да се поврзеше блатото со езерото, ке се направеше и една атракција, можеше со мали некои мостиња да се поврзи сето тоа, да се осмисли, да биде и функционално и естетски убаво. Така, значи баш тоа сакав и да го кажам сега. Значи баш тој дел кој што е сега ограничен треба да го поврзува езерото со блатото и идејата секако дека стои. Повторно може да се извршат. Ние како што секогаш практикуваме најпрво да го направиме, па потоа да преправаме. Може би во некое догледно време така, ќе правиме и тоа. Да, на време треба да се консултираат луѓето кои што работат и со животна средина и на тој начин би се изведел проектот како што треба уште во самиот старт. Тоа би било добра една атракција за градот. Студенчишкото блато се уште има жив свет, односно може да се пофалиме со нешто што го поседуваме, а кое што е блиску до Охридското езеро и потребно е што поскоро тоа блато повторно да се препрогласи како заштитено подрачје. Бидејќи тоа било прогласено во минатото, после повторно е дадено за прогласување, за негова ревалоризација. Меѓутоа, доколку има некоја законска рамка веќе, ако е заштитено, тогаш и помалку ќе може да се интервенира и ќе се донесат сите тие оние граници на блатото, каде што ќе се утврди кој е таа кор или срцева зона на блатото и околу тие заштитни зони, односно ќе се определи вистински режим на заштита. Вака сега имаме само стихино доградби до блатото, обработка на тие земјоделски парцели, но доколку имаме некој режим на заштита, тогаш ќе се знае точно што може да се прави во близина на блатото и во самото блато. Сега, дали може, според вас како експерт од ова област, во близина на блатото да се прави марина? Овие денови, ова идеја се повеќе се пласира во јавноста. Не знам дали сте во тек, ако не сте, еве и вас и гледачите, малку ќе ве упатам во тоа. Едно архитектонско биро од Скопје, Тетрактис, изготви еден проект за марина, која што би се наоѓала токму на дел од студенчишкото блато, а тоа е кај центарот на вода што е од Арама. Арама, значи, тој центар би се дислоцирал од тука, затоа што веќе покажано и докажано дека нема потреба тој да биде токму тука стациониран, е на негово место и малку повнатре да се направи една марина која што на вистина веќе станува неопходност за градот, затоа што расте бројот на пловните објекти кои што нема каде да бидат заштитени на некој начин. Еве видовме еден јужен ветар што направи, мора тоа да се реши и да се изнајде соодветен план и решение.
Дали може тука да се стационира една марина, доколку се направи по сите оние еколошки стандарди кои што нема да го нарушат овој екосистем и нема да бидат штетни по него? Јас би почнал можда малку одоколу со прашањето. Потребно е да се намали бројот на пловни објекти кои што се во Охридското езеро, бидејќи докажано е дека тие мотори со голема јачина баш го вознемируваат живиот свет и рибите посебно, се повлекуваат во поголемите длабочини на езерото. И затоа сметам дека во тие приоритети треба да одиме кон намалување на сите пловни објекти и просторот кој што тука е предвиден за марина, естетски можеби би изгледал добро. Меѓутоа сметам дека таква марина може било подобро да се лоцира на друг дел од крајбрежјето, во правец према Струга. Затоа што тука е сензитивно осетливо подрачје, а марината сигурно би била изградена по најголеми стандарди, меѓутоа тука ќе се манипулира со течни горива и постои можност за несакани излевања или инциденти. Тука е каналот исто така, во кој што има доста риба. Сметам дека би реагирале и други субјекти тука кои што се засегнати на тој простор. И може би подобро било таа марина малку да се дислоцира на другиот дел од градот, на тој начин и тој дел од градот малку би добил некоја поинаква смисла. Но експертите велат дека најпогодно би било марината да биде во каналот, затоа што тој простор тука е најзаштитен од вакви надворешни влијанија и непогоди. Така. Точно, значи тоа сепак треба да биде предмет на една пообсежна дебата. Една од техничките карактеристики на самото место точно е дека тие марини бараат заштитено подрачје кој што не се изложени на силни удари од бранови или од ветришта, но од друга страна пак тоа е чувствително подрачје кое што е во близина на студенчишкото блато и затоа треба да се избалансираат и двете страни да се одреди поправена локација. Значи според мене подобро било да се дислоцира, односно да биде лоцирано што подалеку од такви чувствителни подрачја. Велите треба да се намалуваат пловните објекти, од друга страна пак сакаме што повеќе да го развиваме наутичкиот туризам и никако некако да се најде равенство меѓу сето тоа. Имаше една иницијатива да се променат моторите на овие така, на тоа мисле, значи пловни објекти со мотори, да. Да, но еве и тоа не се направи. Потребно е значи повторно заострување на тие стандарди, може би да се донесе некои ограничување во однос на бројот на пловни објекти со мотор, со нивна јачина и околу наутичкиот туризам нас не е потребен туризам кој што би се развил во однос на објекти кои што не се на моторен погон, дали едриличарство на пример е спорт кој што доста нуди потенцијал за развој на туризам во нашето езеро. За разлика од овие пловни објекти кои што поставуваат опасност преку излевање на течни горива, меѓутоа и го загрозуваат живиот свет. Господин Зоровски, времето веќе не гази. Тоа докажува дека тема екологија е секогаш актуелна и обемна и може многу да се разговара на истата од различни аспекти. Сега некако повеќе дадовме предност на езерото и она што се случува околу него. Сакам само за самиот крај на емисијата да ве запрашам, а и да ви посочам. Некако, можеби не сте многу бројни во градов, екологисти, мислам, етаблирани, или еколошки друштва. Вашето Грашница е едно од најстарите, не знам други дали веќе постојат, затоа што се јавува и изгаснува, да. Но мислам дека треба да бидете погласноговорни кога се случуваат некои и кога се донесуваат некои важни одлуки во градот, каде што може да биде деградирана животната средина. Екологистите во светот се многу гласни и многу пати успеваат некои одлуки кои што не се во интерес на природата и на животната средина да ги спречат. Дали и што треба за повеќе вие да се мотивирате и да бидете една влечна сила која што ќе оди напред, а другите ќе ве следат? Значи потребно е поголем број на нови ентузијасти. Ги има ли? Се пријавуваат? Има интерес кај младите за
да бидат членови на еколошките друштва, да тешко се занимават со екологија или? Затоа што можеби ова област е посматрана како неатрактивна, долготрајни се тие борби за заштита на животна средина. Затоа многу луѓе не се заинтересирани, односно кога има некој проблем, тогаш се јавува поголемо внимание се посветува на овие проблеми. Но она што е битно е што постојано да се превенираат сите овие штетни дејства кои што настануваат дали од човечки активности и потребно е приклучување на голем број помлади членови. Сметам дека во овој момент отворени се голем број наповици за аплицирање за проекти, значи каде што сите оние што се млади, ентузијасти кои што сакаат да работат со проекти можат слободно да се аплицираат и да добијат проекти на тој начин да навлезат во суштината на животната средина и во заштита на природата. На тој начин би се привлекли поголем број на млади луѓе, но се уште во нашиот регион, во нашиот регион недостасува тој ентузијазам да се направи нешто во однос на тоа да се побара совет, да се види кои огласи се отворени за апликација, бидејќи Европската унија нуди големи средства, меѓутоа голем дел од тие средства остануваат неискористени баш заради тој недостаток на ентузијазам. Не се многу голем број на луѓето кои што работат во животна средина баш во Охридскиот регион, што е можеби парадокс. И ете можеби ова би било и еден апел што поголем број на млади луѓе да се вклучат во напорите за очување на животна средина и да ги следат сите оние европски текови преку следење на сите тие повици што ги има Европската унија во однос на аплицирање за европски проекти. Бидејќи голем дел од нив се и прекугранични, Македонија и Албанија е прекуграничен регион и напорите наши се за очување на езерото како еден интегрален екосистем кој што му припаѓа на двете држави. Така. Еве можеби со ова емисија ќе инициираме кај некои од младите интерес за ова област, па можеби ќе се обратат, ќе се за информации најпрво, а потоа и за нешто посериозно да се сработи во оваа област. Така, значи во секој време сме отворени за соработка и за приклучување на нови млади членови. Така. Ви благодарам за учеството во Лупа и нека ова што ни се случи како едно невреме, како една непогода, нека ни биде поука за наредните наши активности, преземања и се она што сакаме да го правиме во или околу езерото, затоа што тоа секогаш враќа, со добро или лошо. Така, ви благодарам и вас за поканата и се надевам дека повторно ќе разговараме за многу поинтересни и поведри теми. Се надевам јас. Благодарам уште еднаш.